Здраво Македонија и добре дојдовте на Шанк. Нашето студио, тапетите се тука, спремни, а сега дека актуелна е ситуацијава така, ако овие што протестираат по грешка ви имаат упаднато по дома, па ви имаат направено белја, слободно јавете се во Пампринт, за 2 минути ќе ви средат и ѕидови и се по ваша жилба и ваш дизајн. Започнуваме, направете кафенце, напијте се во друштво со мене, ајде да се смееме. Приходниот викенд, сабота, седам со Вајле, си спијам, се радувам, мене ми е света саботата, која ми е слободна, кога можам да спијам и го гледам само комшија. Седам со Вајле, кова, шајки. Кам комши, седам со Вајле, можеш други пубави работи да правиш мето да кова шајки. Почнам веќе да се нервирам, заради тоа што се слуша кај комшиите, и тоа што треба и тоа што не треба. Например, јас во сесија на факултет си учам, јас си викам од едни причини, комшиите си викаат од други причини, а пак ти е нервозно затоа што се слуша. И се изнервирав, си викам време е да се бара стан. Плюс друг проблем што ми е сериозен е пуштањето на казанчето вода. Пушташ казанче вода, ладно ти доаѓа ваму тушово другиот. Зашо одиш у веце додека се туширам? Не е тоа дека не може да се направи, тоа е дека станот не ви чини. И сега се размислам да си купам стан во Охрид, заради тоа што ми онака одморот те нервира кога ти почне да не треба смештај. Не треба смештај сега. Сега ќе му викам евентуално само ако Охриденец, може да ми речеш да не ти треба смештај во срцето. И сите во Скопје, јас во Охрид ќе си земам стан. Побрзајте и вие ако сакате и размислувајте на две многу важни работи кога купувате стан. Прво, треба да е траен, затоа што во Македонија, кога земаш кредит, рачунај дека ќе го исплатиш на 60-70 години. Таман треба станот да ти биде истрен до тогаш додека да го исплатиш кредитот. Плюс, многу важна работа е што твоите внуци, ќерката, синот ќе те чуваат многу повеќе ако знаат дека баба или мајка им има стан за оставање во наследство. Ќе ти доаѓаат секој ден на гости, ќе ти се јавуваат на телефон. Стан не е за фраканција. Моите пријатели Ремис можат да ви помогнат со тоа, да си земете одлично станче во Охрид, побрзајте, уште малку има останато и ќе уживате во одличен викенд во Охрид без да барате смештај. И земете лајца и стркајте им го на Охридјанишчева езеро со лајца. Одинајте! Се возам пред некој ден со новата Hyundai i30, застанувам во Охрид и слушам од таму некој. Светлана! 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 Ама ме викам човек што се диреш, не се викам Светлана, Ивана се викам, не ли гледаш телевизија? Амор, Светлана од колана си ги забораила. Пред некој ден, комшиката, луѓе, толку многу викаше по детето да си ја среди собата, што земав и јас ја средив мојата. И сватив дека во животот не можеш да знаеш што се имаш, дека не фатиш и не се средиш собата. Како изгледа обично чистење на женска соба? Столче сум имала. Фотелја. Биро. Бившиот. Не, еден ден навистина ќе се изнервирам, ќе зјам, ќе си ги здиплам парталите и миру куќа. Знаете, онако почнеш на што да фрлаш на кревет, да фрлаш и ја имам куќа дома, зашто е лошо да имаш мало куќа. Кацка. Чиста малишта, викам, да го зјам ова купов, да зјам да го фрлам на кај плакар, за може да ги здипламе лиштата. Го гледам само куќа овака лета во воздух. Нема мунди би ме обвиниле за оваа ситуација многу. Ама се случува. Битно, знаат да влизат твоите во соби да ти речат собата ти е хаос и ти ги гледаш. А тек да видиш животот, собата била проблем. Вие да си средите по дома, не би било лошо, да видите што имате. Моментот што е најпроблематичен со чистењето е дека она што ти треба или во моментот што ќе речеш ѓубре ќе го фрлиш, баш тогаш ќе ти притреба. Кога ќе го фрлиш, тогаш ќе ти притреба. Затоа исчистете, ама делумно пикање под кревет, под не знам маса. Мајка ми често чисти за слави, за прослави, за гости кои ќе дојдат. Исчисти си ја собата. Шо бе да не планираш кај мене да вечерат у соба? Санитарна инспекција да не доаѓа. Како исчистено по дома, мислиш ќе не проверат тоа хасап систем користите у кујна дека готвите? Останете тука, ајде да се смееме, на Шанк ви правам друштво, а имаме и супер гостинка, која не сакате да ја пропуштите.
Слободно можам да кажам дека една од најатрактивните, најзбудните и најубавите пијачки кај нас ми е гостинка денес на Шанк. Дами и господа, Симона Поповска. Добре ми дојде. Добре, најдов. Си искомплексирав се стомак, ќе треба да собирам цела емисија, ако ти се не свистам тука ти си крива. Нема проблем. Не се кирај, така сум на медицина, ќе те спасам. Да, докторката што пее. Сите надписи, нели сега што мора да прогуглаш да побараш нешто за гостите, сите надписи беа докторката што пее, докторката што пее. Му викам на Бобча, да си го поздравиме Бобча. Ни знаш ми да не направи лепотици, убавици. Викам Бобча, бе, што е со Симона? Викам медицина студира, дај малку се информирај се. Општа медицина. Општа медицина. И упорно тврдиш дека музиката и медицината одат заедно. Па зашто да не? Мислам, не гледам никаква пречка, колку што ја сакам медицината, толку ја сакам и музиката. И не можев да се одлучам меѓу тие две. И едноставно решив да се посветам на двете. Сега нормално, значи не може во исто време да се посвети исто внимание, никогаш значи едното трпи поради другото, но секогаш се наоѓа нешто заедничко и се наоѓа и време, се наоѓа мотивација и така успеа. Луѓе не можат да најдат време на медицина да излезат на кафе, ти стигнуваш и да пееш и да учиш. Да, ама мислам дека се е до организацијата, сега не вака да се правам дека. Да не да се фалам. Не да се фалам сама, да, ама мислам дека е до организацијата. Па може па тие имаат подобар сон и подолг сон, јас ете за тоа па имам пократов сон. Кој е со медицина поврзано од кај тебе, што дојде да одиш кон таа гранка, а кој е со музика? Поврзан со медицината, мислам од родители не е никој, али сестрите ми се двете докторки, па може би затоа ме повлече, ама и може би не, затоа што мајка ми беше таа која што викаше не мора ти да бидеш по медицината, одбери си некоја друга гранка, јас викам едноставно тоа е тоа што ме влече, а дека мајка ми е по музиката, незината мајка и незиниот татко. На Скопски фестивал си отиде со награда, второ место, да. На Макфест исто дебитант, најуспешен награда. И Симона мислам дека така се прослави. После дојде една одлична соработка, The Sound Messenger. Тоа беше пред тоа, да. Добро, ја плава сум, ама тука е, отприлика тоа е. Како всушност, дали има од почетоци од претходно кога си пеела, еве во родниот град да си удала по концерт? Да, 6 години. На 6 години? Да, настапив прв пат на Пина. Тримата, мислам дека и до ден денес можам да се сетам каква ми беше. На сцена, мислам дека тоа ми беше најважно од мајка ми, само гледа да не паднеш од бина. Тоа беше. Толку совет само тоа. Да, да не паднеш од бина. Па нормално ги поминав сите фестивалчиња за да дојдам, нели, до тие посериозните. Имам настапувано на Златно славење, детската Евровизија, распијано рибарче од Охрид, понатаму Канео фест, Мелфест, Охрид фест, Макфест, Скопски, да. така натака. Ги сакаш дефинитивно кај нас манифестациите каде што се пее во живо и плюс си позната по тоа што имаш доста настапи во живо, човек за да те слушне, Да. те гледа на настапи во живо. Да, искрено ти кажам, сите колеги ми коментираат, па ти си луда. Зашто не си ги наснема? Ти ќе бидеш докторка што и треба докторка. Викам, ама не знам, многу е подруго чувството кога пеете во живо, многу е подруго кога пеете плейбек. Јас тоа Ерики ми го има заприметено, вика, дај некои твои песни, барем ти ги пуштам, пее ги на плейбек. На матрица. Јас викам, џабе. Значи викам пак јас се дерам на микрофон. Да, не можеш да. Барем пушти, викам нека се пеам во живо, викам и тоа е тоа. И нормално нели страдаат може гласните жици, не се едно не озвучувањето во диско исто како што би било на ваш солистички концерт. Меѓутоа се си бара жртва. Не можеш да се дераш по некој кој ќе ти изнервира. Слушај, не можам да се дерам по тебе, треба да пеам уживо. Море како се дерам, да знаеш. Да? Значи до крај, видите, ако Кој заслужува, си го добие. Што е оно што најмногу те лути? Ако веќе неправда. Значи мислам дека и луѓето и да не ги познавам, ако гледам пред мене да се случува некоја неправда, реагирам. Да, виднаш се закани и раскажува за брат ми кучево како го малтретира. Че види брат ти. Да, тоа е едноставно нешто што најмногу ме нервира и никој да ми откаже во мислам кажано народски 5 за 12. И тоа многу ме нервира, вие нели си го планирате цел ваш ден и Да, никој да. ви го откажува тоа исто така ме вади од така. Тоа често мене ми се случува со некои гости, така ми прават, и тоа приметив кај тебе дека се професионално. Договоривме време, договоривме ден без проблем и е нешто што е за почитување. Меѓутоа, по настапи, претпоставам дека многу се нервираш позади бина затоа што одредени колешки ти каснат, колеги и не почнува ништо на време. Да, на време не почнува многу работа, особено некои проби, кога кажам, кога сме повеќе луѓе во прашање. Ама таков е системот, мора да се навикнеме и да се тера работата. Мислам, јас како една личност не би можела да направам некоја промена, иако има време кога сум реагирала, но сите ми викаат,
А како што е, така ќе биде, значи чути се трајси. Македонската. Која е најпозната македонска поговорка, знаеш? Не. Кјути може да биде и полош. Тоа. Тоа е. Симона, она што е најактуелно е пред така 2-3 недели отприлика и снима спот за песната Лажеш. Да. Сексипилно, стайлинг одличен, супер, Благодарам. пак да те пофалам. Позната си по тоа што како вадиш сингл, така правиш и спот. Да. За повеќето е тоа дури невозможна мисија, тебе ти успева. Дали ти сама инсистираш на тоа или Па да, инсистирам и само на тоа и сега дојде такво едно време што мислам дека ако песната ја пуштите без спот, нема да биде забележана. Искрено, затоа што веќе многу побрзо се вадат спотовите од претходно, да кажем, кога беше поактуелно радиостаниците, сега веќе на сите не е достапен интернетот, YouTube, се везен се прелистуваат видеозапис, така натака, и ве не може да биде и класичен видеозапис, меѓутоа може да се направите некое видео кое што ќе биде дали со вашиот текст од вашата песна, дали слики, така натака, меѓутоа нешто да има како некој мал запис позади тоа. Јас буквално со Ерик Фокс, кога ви ја слушнав со работката, првиот пат, значи не читав кој пес, реков, овие се од странство, не можно да се наши. Да, многу Значи, така е. Искрено не поврзуваат со Ина. Да, заради тоа што извадевте некој светски стил на музика, некој ритам баш што се бараше од тоа време, додека кај нас пее Вени, сечам по тебе, многу, додека да испее песна, веќе главата боли, мислиш ти раскажува, не знам кој знае што ти прави, мојабет она пее. Вие извадевте баш песни по светски тер, ќе продолжуваш со тоа темпо. Да, сега снимаме нова песна. Чекаме текстот да се преработи. Со Ксенија Иначе- соработуваше на последната песна. Ксенија, да. Ја поздравиме. Лажеш, да, текстописот Феноменална е. одлична. Да, феноменално. Буквално викам, супер, значи текстот викам, секој девојче би се пронашло во тој текст. Исто така и Магдалена исто би ја пофалила Магдалена. Да, да, добра оние како се две текстописец. Но еве последна песна која што напишав, али која што ќе добие промоција, се надам еве за 2-3 месеци, можеби и 4, да не брзам многу. Ама ти ја напиша. Текстописецот сум јас, да. Ете, нам ти пишува songwriter and singer. Да, да. Сум се завршила домашната. Добро, да. А иначе стилот нели со Ерик е, да кажеме, еве модерен хаус, некои го поврзуваат како романски хаус, така натака. Нешто што моментално е многу актуелно во Европа и кој што многу го слушаат и се прави добри журки од тоа. Ние се обидовме, значи, со Ерик да го донесеме тоа и на македонската сцена, и сега да кажем дека многу од радиостаниците не ни ги пуштат песните зашто се на англиски. Малку за тоа имаме проблем, но сепак она што сакам ние да го постигнеме, го постигнавме, не забележаа, значи, од надвор, тоа е многу добро, Да. ни се јавија за соработки, тоа е тоа. Ти си ја заврши твојата работа, па сега овие нашиве тука, бе, турни ме да кинесам. Ти е гајле. Она што е секогаш впечатливо кај тебе е што си скуцкана од глава до пети и благодарам. што си згодна. Добро, јадеш ти хамбургери или не? Јадам. Сакаш да те Понедела. го Не, на што Понедела се, јадам. искрено, на што се должи твојата фигура? 3 пати неделен тренинг, тоа ми е обавезно. Тренинг или со дечката? Тренинг. Тренинг. За тоа си е заложен мојот тренер Славе Јаневски, да си го поздравам, па дури да ви кажам и кога сум најуморна и кога ќе отидам у теретана, викам: Славе, мене денес не ми се вежба, јас сум од 7 сатот на факултет, викам, само се дојдов пред пола сат дома. Тука, Симона, облакај се и не дискутираме, продолжуваме. Тоа е, не, мислам, како да објаснам на луѓето дека некој во Македонија се пробува да направи нешто по светски стандарди. Вежбаш, се грижиш за изгледот, си завршуваш факултет за да докажеш дека си паметна и способна и си го работиш она што го сакаш. Ама нели ти е страв дека ќе дојде момент кога ќе треба да пресечеш пењето или медицината? Не ми е страв, искрено и тоа сум го размислила. Така ти паѓа на памет. Сигурна сум дека ќе дојде еден таков момент, меѓутоа се надам дека нели кога ќе бидам во години, веќе 30 години, има да идам да настапувам по клубове, мислам тоа. Зошто да не? Зошто ти се многу веќе години? Веќе би сакала нели да имам свои албуми и да имам свои солистички концерти. Така размислувам на тоа, па сега здравје Боже ќе видам. Ја те замислувам вака, одам кај тебе на лекар да ме прегледаш и ми кажуваш таму, не знам, бронхитис, пневмонија, ама ќе ти запеам да ти помина, да
ти биде поарсен. така. Чекай, ти забавам да те расположам. Баш имаше една таква случка, детенце со мајка кога дојде на пракса дека сум на болница и детето плаче, јас викам сега како да го смирам, мајка го гледам испаничена, нели затоа што тоа се плаши, најчесто децата од Белмантов се плаши, викам чекай, викам јас ќе ти запеам една песничка. Чекајте да Симона. И мајка ми гледа срце, мајка вика да се жива и здрава, викам И после тоа дојде после некој друг може и на мене да ми запееш. Албанија е нешто интересно, Мис Глоб, каде што беше поканата гостинка заедно со твојот личен стилист Боган Тодоровски и баш праве муабет со Боган околу тој и ми рече да ја прашаш обавезно по кој повод дојде да те поканат на таква манифестација, по тоа што ти си пејачка. Да, слободно може да бидеш манекенка. Фала ти. Кла и ми сама кај нас не ти треба таа работа. По кој повод се појави таму? Што беше, ни се јави од таму, ни се контактира и дека не заприметиле со нашите настапи, дали некој представник, не сум баш сигурна, бил на некој наш настап во Скопје, не забележал нормално. Ни се контактира дали би ни било задоволство да бидеме таму и да представиме Македонија. Им беше интересен фактот што презентираме песни на англиски јазик. Се склучи договорот, си отидовме таму, можам да кажам дека одлична организација, се професионални до крај. Многу убаво не причека, многу убаво, мислам си ја представија нашата земја, кажа дека сме од Македонија и така натака, немаше никакви забелешки. И она што беше најинтересното дека бевме таму заедно со Бобан, доаѓа организаторот и ми вика, извини, вика, да те прашам нешто. А дали би сакала, вика, да бидеш и дел, вика, од дома да учествуваш? Да скокнеш едно круче на писта. Ќе фрлим ова, не треба, ти да беше дома. Викам, фала ти, не, имаш уште исто и тој што беше од Русија, вика, сакам, вика, да те земам за топ модел, вика, да сликаме за руски списанија. Викам, ти благодарам многу, ама викам, немам време за тоа. Не, стварно немаш време, не знам како би постасала. Немам време. Вака во град мажите досадуваат цело време по Facebook, претпоставувам дека немаш глава да кренеш. Фейсбук пишува, да. Мислам, сега во град, одамна не сум излегла во диско, да не те лажам, затоа што цело време ми е тоа настапите петок, сабота. Повеќе сум по детската шема, заедно со колегите, другарките, блиските мои и семејството. Не знам, се културни, досега никој не ми досадува, Браво, нешто не знам. браво, Или може би затоа што детска браво. шема, не знам. Иначе по Facebook си ги има оние стандардните Здраво. упорните. Да, и после 50 пат пак здраво. 50 пат здраво. И тие се добри, затоа што и без нив не би можеле, така? Да, и тие на некој начин се твоите фанови, твојата публика, да. оние што следат твојата кариера. А што е она што треба да го има секој маж? Немаме кафе 5 во едно, барам 5 карактеристики кај маж. 5, да, сигурно ги има 5. Тешко е да си сингал, уште потешко е да си во врска. Или како викаат, со жената не можеш без неа, не можеш со неа. Бери на Твитер вели, девојка ми сакаше мачка, ја не кев мачка. Мораше да направиме компромис и купивме мачка. Жената е секогаш во право. Се извинува само во една ситуација и тоа звучи вака. Извини, ама не си во право. Ако ги научите овие две важни лекции, безбедни сте, немате гајле. Инаку ќе ве изаде како мечка. Бавно, полека и болно. А што е она што треба да го има секој маж? Немаме кафе 5 во едно, барам 5 карактеристики кај маж. 5, да, сигурно ги има 5. Добре, кафе ќе ти даваме секако, сега маж со тие 5 карактеристики да најдам. Значи, најпрво да биде интелигентен, тоа ми е број 1. Што ќе ти го само ќе се расправат проблеми, ќе ти прави вака. Не знам зашто, али сакам интелигентни мажи, сакам мажи кои што знаат што значи љубов и семејство. Исто така да знае што значи за мене мојата работа и да ме поддржува во сето на што го правам, да знае да биде насмејан и да ми прави и мене значи среќна и насмејана, односно да знае да кажува смешки, тоа ми е најинтересно. Да многу сакам да смее. се смеам, да, многу сакам да се Сакаш да се смеам. дружиме, ја не можам да ти бидам дечка, сакам мажи, ама може да се дружиме, ќе те Може, смеам, може, додека да. додека да си го најдеш тој Искрено, правиот. ти си највеселата водителка до сега, да не кажам. Пијам многу, многу пијам. Али
Мамо. Еве пред да ни почнеле снимањето. Да, рекла, буквално се зашто утипав. требаше да ги пуштат, требаше да се пуштат камерите дека пред да почнеме, ама тој муабет па ептени за во 18 за попладне, да ќе ни искараат. Сега е време да Уште ти една карактеристика не ти кажав, да не сакаш Брад Пит? животни. Не, Да, па тоа сакав да прашам со кучево твое што правиме, како се викаше? Синьорина. Синьорина, дека е малечко толкацко. Да, многу мало. Го фрлаш со алишта вака кога чистиш соба? Не, јас сум многу паžljiva околу. Не знам. Повеќе, не знам, може, па еве да кажем 70% од денот јас го посветувам на кучето. Барав информацијата и знам што да прашам се што да правам што е слаба точка и знам ми вика кучето. И ми Ами, кажува викам, така кучето. некој да не ми го труе. Абе, добро вика протеза има носено комали, но со бубче дека се шминкав. Да. Викам, а што ќе правам сега со протеза, ама за забиве, мислам што ќе биде мојот. Како пееше со протеза, да гледаш таа ми текна. Ау, не знам, убаво. Не биде без проблем. Без проблем. Не пречи? Не. Ја еден зап скршив, не можам се да викам. Ти со цела протеза снимала никако проблем. Не, може имало така шушкање малце. Ама после 12 може нека телевизијата побара да ќе ни шуштиш после програма која ќе немам. Да. Симона, од сликање имаш најмногу фотосесии, дефинитивно. И убавите се, сите се како што треба. Заради таа причина јас имам едно изненадување за тебе. Не те плашам, видите на Симона не ја плашам. Да. Е, вака, да можеш да го видиш. И ти ќе си го свртиш. Чекај прво да се видам, може? Многу си убава. Многу си убава. 3, 4, може се? Може, брати. Та-та! Не, стварно мислам Убава дека... сум, убава сум. Не, уба, како е похридски? Убава сум. Уба сум, амор. Одлична сум, ти благодарам многу. Каде ти е избеган охридскиот, го немаш? Никаде го нема охридскиот, на Да крајот. се ставам тука. Да, може. Само те молам полека. Не треба. Кај ти е охридското? Охридското тука ми е со домашните. Со домашните? Да, и во Охрид тука ми е. Кој не знае, јас не знаев, Симона е од Охрид. Да. Може ќе ти доам на гости за Литовска. Дојди ми се и за Великден. Смешно е да не треби, ама колку не без пари или како? Платно, бесплатно. Бесплатно. Може. Можете. Имам уште подароци за тебе, ај пак уште имаш да шакам. Така, кога ни тргам. Пиеш кафе? Уф. И тоа како? Јас знаеш како гледам на кафе. Значи јас не можам да ти најдам маш за 5 во 1, дефинитивно. Океј. Ама еве ти кафен за 5 во 1. Убаво. Ти? И сега обично О, кога, супер. знаеш како викаат? Чекај само да подшанков. Мора ми ова. Ова е задолжително кога пиеш кафе. Значи немој да си играш играчки. Ќе те викне на кафе и ти вака до шекерчињава да си знае. Не може да те приложа. Океј, фот. Али ова ми се свиѓа, ова за медицински мислам е птен. Вака, значи да видат дека не се, најму сам мастики дека и давам. Не, ова еве, нели малце и да шириме медицинско. Да, затоа што Македонија Значи сите млади Треба да да заштитат. користат заштита, да, и да се Најстерилно. превенираат од Презервативите се- сексуално преносливи болести. од доктор Симона. Може и песна да ви запе, затоа ако не ја разбравте вака, може преку песна да го направите му. Ево ќе го соберам за да ти стои во ташна. Ти благодарам И за крај многу. останува само да ми кажеш уште што ќе бидат следните планови. Следните Освен планови... спотот лаже што Да. веќе Новата песна, како што кажа со Ерик, нова фотосесија. опа. Планирам и албум, еве нешто уште малце песни не фалат, па ги припремувам тоа како Симона Поповска, за да Sound Messengers веќе ни е при крај. Морам да си го поздравам Ерик, кој што Како мислиш веќе ви е при крај турниите? Албумот? Да, само се О, очекуваме во тај супер, нешто. супер. Пак имам ексклузива кој ќе видиш. Тоа ми се допаѓа. Да, морам да си го пофалам Ерик, кој што секоја вечер ми Феноменален праќа по човек. едно демо за нова песна. Многу е упорен и посветен на работата, мене таков ми треба човек до мене. Да, може заради тоа толку си успешна, затоа што имаш добра мотивација, работиш со луѓе кои се Така, исто така вредни. Ерик Фукс е долги години во оваа Така, професија. И тоа е. Тоа е многу. Освен встително. докторски совет за идните пејачи и пејачки што сакаат со твојата професија, за овие медицина што да ја кажам, не ве сакале по дома ве запишале на медицина, тука не можам да ви помогнам. Ама и за оние што се занимаваат со музика, еден совет од искушен професионалец како тебе. Да бидат упорни и да не се откажуваат така лесно, затоа што упорноста ќе се исплати. Да се бидат своји и да не им се наметнуваат стилови или пак нешто што би ги прославило преку ноќ, затоа што слава е многу кратка.
патот не вика никој дека е многу лесен, е тежок, но меѓутоа ако сте издржливи, ако сте упорни, ќе успеете. Почнам пак да пеам. Може да се откажам од пеење. Симона, од срце ти благодарам што дојде, што не расположи, што се изнасмеавме. Сакам вака опуштени гости со кои можам да се насмеам. Ми рече не пиеш алкохол, уживат имаш прво на алкохол, така да затоа имаме микрофон на шанкот, немаме вино и затоа имаме кафе, дека Симона не пие алкохол. Сакав да ти речам да седнеме никаде на шанк, ама ќе ти речам ајде денски ќе се дружиме следен пат. Може и на шанк, јас ќе спијам цидено сокче, ти ќе А спиеш самото ми е на шанк да седам со сокчиња. Нели ти го кажав тој пред да мисля дека секогаш сум повесела од тие околу мене што се веќе поднапиени. Така да немаш проблем. Треба да почнам тогаш да се дружам со тебе, да видиме малку преокрет во животот да направам. Праша го Боби. Ќе го прашам, а му ми рече, ми потврди, не ми се веруваше. Сам добро е се, ајде, ком окей. Ти благодарам многу и те чекам да ме викнеш на промоцијата на албумот, доаѓаме со камера, со шанк. Кај удам шанкот со мене си го Ќе носам. се застанеме таму на шанк. Сликичка вас ја Ќе ми носиш. направиш принтот од албумот пака исто. Купи слика.мк од вам пријателиве од Кепан, можеш да си направиш колку сакаш вака слики, една може од мене. Да, после може со кученцето. Следен пат на гости од мене слика ќе давам. Еве повели. Ќе те ставам, искрено барем ќе се шо? смеам. Вака ако се нека подобра фата ако ти направам вака од оваа страна кога се насмеам, стави таман. Океј, завршуваме овде, уште еднаш ти благодарам. Вие пред големите екрани со рамен екран, телевизори со рамен екран или са никој има мал телевизор, останете овде. Некои кафиња ги купувате за наградни игри, а некои за уживање. Доколку сакате врвен квалитет и вкус, пробајте го Елит Делукс, мешавина од најквалитетните зрна за вистинските гурмани на турско кафе. 25 години со вас. Елит кафе. За прв пат на Охридската ривиера ексклузивни цени со 25% попуст, почнувајќи од 1250 евра на рати. Можност за купување преку стамбен кредит од Комерцијална банка АД Скопје со рок на отплата до 30 години, каматна стапка од 2,9 годишна фиксна за првите 3 години и 6,85% годишна променлива за останатиот период на отплата, без надомест за одобрување на кредит и без трошоци за процена на вредност на хипотека. Празници, продолжен викенд, домакински, великденски во студиото, да не речете после не сум фарбала јајца. Но она што знам дека ви е најтешко во овој период од месецот е вашата плата. Легендата вели дека некој некогаш во Македонија земал плата на први. Легендата вели така. Вие во меѓувреме чекате да ви стигне плата, секој ден проверуваш банкомат, на крајот вчера си укоцал пинот на микробранова дома. Отвараш електронска сметка проверка на состојбата на средства што ги имаш и ти вика имате расположливи 150 денари. Ти да се расположиш со 150 денари. Нервозата е голема. Нервозата уште поголема кога немате доволно финанси за да одите некаде на одмор. А ви се плаче, ви се пука некаде за одмор, за плажа, за море, за песок. Многу девојчиња кукаат по закинтост, многу им се оди на закинтост. Се домакинки тие, се поштени, се живеат кај поштата, никој ништо нема направено. А исто така легендата вели дека во закинтост најголемата трагедија е ако те маваат само брановете. Ако планирате да одите во закинтост, дали сега за празниците, дали за летото, како сакате, вие да се опремите, заради тоа што пливањето треба да ви биде безбедно и удобно. Во меѓувреме, моја драга Македонија, палете колите, возете некаде на вашата омилена дестинација за одмор и не заборавајте дека со нашите пријатели од Авточајка можете да си земете супер автомобил кој ќе ви заштеди многу, прво на гориво, денес колку е скапо горивото. I drive all night just to see или возев цела вечер само за да те видам, ви е најскапата песна на сите времиња. Знам колку гориво ти треба, посебно ако ти живееш во центар, она живее во Драчево или ти живееш во Ѓурче, она живее во Драчево. Но со добра кола ќе заштедите и тука, на ова многу е важно. И ако веќе вистина нема изглед да земете плата нека до средина на месец, не заборавајте дека среќата со пари не се купува. Ама побаво е да плачеш во Hyundai 30 отколку на велосипед. Чао Македонија од наш шанк. Следниот пат направете резервации со време и побарајте не на Facebook.